Дали откритието на голема јавна римска античка бања кај местноста Долиште помеѓу прилепските села Волково и Прилепец ќе го даде одговорот на вековното прашање дали тука се наоѓа четвртата изгубена македонска престолнина, градот Пелагонија. Доказ дека станува збор за голем град е тоа што бањата е мощна и комплексен и голем објект. Просторијата која што во моментов се истражува била место каде што луѓето доаѓаат да се потат, така наречен судаториум. Се претпоставува дека бањата потекнува од времето на преминот од старата во новата ера. Римските бања имале неколку простори. Едната просторија била собликувана, кога граѓаните доаѓаат тука се пресобликуваат, после со крпи како и денеска, влегуваат секој по свој избор во одредена просторија. И како што отприлike спомнувам, едната од тие простории е ова како што ние најдуваме ова година од нашата бања ки Прилепец, тоа е просторијата каде што се потеле. Еден вид денеска сауна, како во модерните спа центри. После тоа луѓето оделе во друга просторија каде што е базенот со млака вода, па со баш ладна вода, па има и базен со топла вода. Освен за тука, друга претпоставка за тоа каде се наоѓа градот Пелагонија е помеѓу прилепските села Подмол и Бонче, каде што се наоѓа кралската гробница. Имаме некои индици дека тоа е навистина поголем град, по значајна урбана населба од античко време, не покрај овие археолошки наоди што веќе отприлike ги евидентиравме, ги истражувавме овие кампањи. Меѓутоа во селото Прилепец, во селската црква има неколку епиграфски мермерни споменици. Тоа се мермерни споменици, надписни плочи со надписи во кои што на еден надпис говори дека овој град имал тесна врска со работка со градот Стибера. А знаеме Стибера колку бил значаен град, сега за жал на таа плоча е напишан градот Стибера, дека овој град соработува со него, за жал уште немаме најдена таа мермерна плочка со името на градот. Кој археолог, дали јас или моите колеги, во едина ќе најди таа плочка и да видиме кој е тој градот напишан на таа плочка, ќе биде најсреќниот археолог. Ова е инаку втора археолошка кампања кај оваа бања, а археолозите се надеваат дека истата ќе продолжи в година со далеку поголем буџет од годинешниот.